Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница. Моето име е Весна Живалјевиќ и јас сум професор по предметот бизнис во Средното училиште на град Скопје Владо Тасевски. Денеска ќе зборуваме за тоа кои се основните форми на организација на бизнисот. Целите кои што треба да ги постигнеме на овој час се: да се препознаваат основните форми на организација на бизнисот, да се дефинираат поимите како што се предпријатие во индивидуална собственост, поимот партнерство, понатаму поимот корпорација, да се поврзат овие форми на бизнисот со предпријатијата во нашето опкружување. Од вас очекувам на крајот од овој наставен час да ги објасните основните форми на организација на бизнисот, да препознавате кои се предпријатија во индивидуална собственост, кои се партнерски предпријатија, а кои се корпорации, да правите споредба помеѓу нив, тоест да ги откривате сличностите и разликите и да го процените значењето на основните форми на организацијата на бизнисот за економијата на една земја. За почеток, ќе ја користиме наставната техника табела ЗСНУ. Оваа табела има 4 колони. Во првата колона треба да внесеме што е тоа што веќе го знаеме, што е тоа што веќе го научивме на претходните часови. Во втората колона, што сакам да знам, треба да напишете што сакате да научите на овој час. Во третата колона, што научив, на крајот од часот ќе треба да ги наведете поимите кои ги научивте денес, а четвртата колона се однесува на тоа што уште сакам да научам во иднина на овие часови по бизнис. Тука можете да го стопирате видеото и да ја пополните првата колона за тоа што веќе учевме. Што е тоа што веќе го знаете од претходните часови по предметот бизнис. Веројатно и самите дојдовте до некои од набројувањата кои се наведени во првата колона. Научивме кои се тие микробизниси, кои се мали бизниси, кои се средни и кои се големи бизниси. Она што како прашање треба да си го поставиме денес е која форма на организација на бизнисот треба да ја одбере собственикот кога сака да започне свој бизнис. Основните форми на организација на бизнисот се следниве: предпријатие во индивидуална собственост, како прва основна форма. Втората форма е партнерство и третата форма е корпорација, односно акционерско друштво. Самиот поим предпријатие во индивидуална собственост ни кажува дека собственик на ова предпријатие е едно лице. Ова лице за обврските на фирмата одговара со целосна, неограничена одговорност, тоест со целиот свој имот и со се што поседува. Главна карактеристика на предпријатијата во индивидуална собственост е нивната застапеност во занаетчиството, функционираат како занаетчи, филиграни и друго, нивната застапеност во трговијата,
како мали локални продавници, самопослуги и слично, застапени се во земјоделството како индивидуални земјоделски производители, во ситното производство, може да функционираат како мали сервисни фирми за одржување, чистење, контрола и слично. И она што е најбитно, предпријатијата во индивидуална собственост функционираат по принципот на кооперација со големите индустријски предпријатија. Карактеристичен пример за ова се лозарите, кои потпишуваат договор со винарските визби за откуп на грозјето. Или, например, фармерите, кои потпишуваат договор за откуп на млекото со фабриките за производство и преработка на млеко и млечни производи. Значењето на овие предпријатија во индивидуална собственост се гледа во следново. Најпрво, овие предпријатија обезбедуваат самовработување. Тоа значи дека отвараат нови работни места, но не само за себе, туку понатаму преминуваат во семејни бизниси, кои пак бараат и отвараат нови работни места и се прошируваат понатаму на пазарот. Предпријатијата во индивидуална собственост го ангажираат слободниот капитал на граѓаните, ги активираат расположивите локални ресурси, ја зголемуваат конкуренцијата на пазарот, воспоставуваат кооперација со големите предпријатија и покажуваат високо ниво на флексибилност, тоест прилагодливост кон барањата на купувачите, на пример со нивните цени. Што е тоа партнерство? Партнерството е предпријатие кое е основано од двајца или повеќе собственици, партнери или содружници, кои за обврските на предпријатието одговараат ограничено до висина на влогот во основната главнина или пак неограничено со целиот свој имот. Веројатно се прашувате кои се причините за настанување на партнерство. Основната причина поради која што се јавуваат партнерските предпријатија се ограничените финансиски средства на собственикот и потребата за окрупнување на капиталот, со кои тој сака да ги купи потребните машини, алати, технологија, да го изгради објектот и така натаму. Поради тоа, тој бара уште едно или повеќе лица со кои потпишува договор за формирање на партнерско предпријатие, со што овозможува поголем капитал, за да може да ги купи овие средства. Зборот корпорација веројатно сте го сретнали и досега. Би можеле да кажеме дека корпорацијата или акционерското друштво настанува поради причината за окрупнување на капиталот, односно обезбедување на дополнителен капитал во предпријатието. Акционерските друштва својот капитал го стекнуваат преку продажба, тоест емисија на акции. Сите лица кои ги купиле акциите од ова акционерско друштво стануваат нејзини акционери. Во суштина, постојат два начина за основање на акционерските друштва. Едниот начин е симултано основање, а вториот сукцесивно основање на АД. Кај симултаното основање на акционерските друштва, основачите сами ги превземаат акциите без јавно огласување и корпорацијата на овој начин се стекнува со средства од акционерите. Кај сукцесивното основање на акционерските друштва,
Продажбата на акции се врши по пат на јавно огласување, односно во средствата за јавно информирање, и сите заинтересирани субјекти кои сметаат дека предпријатието во иднина ќе има добри финансиски резултати, може да ги купи акциите од ова акционерско друштво. Веројатно се прашувате зошто одредени лица би сакале да купат акции. Причините за купување на акции се сведуваат на следното. Акционерите очекуваат дека ќе добијат дивиденда. Дивидендата е дел од остварениот профит на акционерското друштво. Акционерите стекнуваат право на глас во акционерското собрание и она што во иднина го очекуваат самите акционери е дека ќе можат да ги продадат акциите по повисока цена од онаа по која што ги купиле. Како главни карактеристики на корпорациите би можеле да ги кажеме следните. Корпорациите имаат голем обем на производство, имаат ниски трошоци по единица производ и како резултат на ова се јавуваат со пониски продажни цени на пазарот. Имаат висока кредитоспособност. Тоа значи дека банките многу полесно им одобруваат кредит на корпорациите во споредба со малите бизниси. Прибираат дополнителен капитал преку продажба, тоест емисија на акции. На овој начин обезбедуваат трајно постоење, располагаат со високо квалитетен менеджмент во својата организацијска структура, имаат своји истражувачки и развојни центри кои постојано усовршуваат нови патенти и иновации. Капиталот кај акционерските друштва е во трајна сопственост на корпорацијата. Ако се вратиме назад на табелата, ќе видиме дека во втората колона ги наброивме кои се предпријатијата во индивидуална сопственост, кажавме што е тоа партнерство, кажавме што е тоа корпорација и дојдовме до некои нови поими, како што е зборот акција и зборот дивиденда. Па така, сега можете да ја пополните и третата колона за тоа што научивте во текот на овој наставен час. Веројатно и самите наведовте некои од овие набројувања. Кај предпријатието во индивидуална сопственост се јавува еден сопственик. Тие функционираат по принципот на кооперација, покажуваат високо ниво на флексибилност. Понатаму, кај партнерските предпријатија кажавме дека се формирани од две или повеќе лица, секој од нив учествува со одреден влог во основната главнина на партнерското предпријатие. Кај корпорациите или акционерските друштва ги наведовме поимите акционери, дивиденда, право на глас, симултано или сукцесивно основање на АД. Како домашна задача ви е даден еден табеларен приказ за движењето на цената на акциите на неколку акционерски друштва од нашата земја, како што се Алкалоид, Фершпет, Макпетрол, Реплек и Комерцијална банка. Погледнете ги овие податоци и одговорете ги следниве прашања. Во која година овие акционерски друштва имале највисока цена на својата акција? Зошто во 2013 година се случува драстичен пат во цената на акциите? Понатаму,
како трето прашање, би можеле да размислите кои се вашите сознанија за движењето на цените на акциите на овие акционерски друштва во иднина и врз база на кои податоци ги донесовте овие одлуки за нивниот раст или пад на цената на акциите. Прашањата ви се дадени на овој слайд.